Океј, дечки, денеска предавањето ќе биде на тема квалитетите на енергијата. Што значи ова сега, квалитет на енергија? Правда Манева, поздрав. Гледайте, енергијата, зашто некој човек комуницира лошо со вас, зашто некој човек се однесува лошо со вас, зашто некој човек псуе, зашто некој човек е тажен, зашто некој човек е во страв, постојано и така натаму, и така натаму, и така натаму. Има поврзаност со тоа каков или колкав квантитет на енергија има. Колкав квалитет на енергија човекот има во себе. Гледайте, ако сте виделе, не сите луѓе се раѓаат со ист квантитет и потенцијал на енергија. Имате некој човек од помлад кога е со повеќе енергија и тој човек, идејќи во животот, таа енергија секако се намалува, затоа што како луѓето стареат, не мора секојаш да е ова вистина, ама обично е, како луѓето стареат, така и емоцијата и емоционалниот тон се намалува, но ако видите дека не сите луѓе се родени со ист квантитет на енергија, гледате, не сите луѓе се со ист енергетски потенцијал. Сега, да објаснам и сакам вечерва да сватиме зошто на некои луѓе не треба да им се лутиме ако викаат, ако се однесуваат негативно, ако се во страв, ако се апатични значи да се без емоција, едноставно да не реагираат на ништо, едноставно се и на мртво жали, на живо се смее, едноставно има некој тип на фиксирана негативна беземоционалност, безнадежност и така натаму. Гледате, тоа се све состојби кои што се поврзани со квантитет на енергија. Кога имате некој човек што има многу енергија, што има многу позитивна енергија, позитивната енергија природно прави убави работи. Разбирате, ако некој човек е среќен, ако некој човек е весел, што може да очекувате од тој човек? Убава комуникација, цели, визија, храброст, затоа што сето тоа се дадени типови на манифестации на енергијата која што е позитивна. Затоа што кога човекот има позитивна енергија, таа позитивна енергија сама по себе се манифестира со добра комуникација, се манифестира со позитивни мисли, се позитива со позитивни идеи и така натаму, и така натаму, и така натаму. Но што се случува со една душа, зашто ние сме души? Така и ние како душа, ние сме извор на енергија, ние создаваме енергија. Сега, некогаш немаме зашто да создадеме енергија, поради тоа што немаме цели, тука е проблемот, затоа често пати многу зборувам за цели, баш поради тоа за да можеме да креираме енергија, затоа што гледате, ако имате ситуација каде што немате цел или немате визија, зашто да креираме енергија ако нема цел? За седење на кауч не треба многу енергија. За денеска цел ден секирација не треба многу енергија, така? Ама ако имате визија, ако имате цел, ако имате план, што треба да направите денеска, недалава или за целава година, тогаш ако ви значи тој план и ако ви значи таа цел, тогаш ќе креирате енергија поради тоа што ви е важно, поради тоа што ви значи, поради тоа што сакате да создадете нешто, сакате да искреирате ефект. Гледате, има еден убав цитат од филозоф Хабард, вика, највисоката цел во овој универзум е да се искреира ефект. Сега, зависно од каква енергија имаме, таков ефект креираме. Кога има некој човекот љутина, нема многу енергија, има негативна енергија, гледате, нема позитивна енергија. Љутината не е позитивна енергија, ljутината е квантитетама на негативна енергија. Сега, со љутина човекот не може да искреира позитивен ефект. Со љутина што ќе искреира човекот? Он ќе искреира негативен ефект, поради тоа што има негативна енергија. Ама ако човекот има ентузијазам, ако човекот има среќа, расположеност и така натаму, он ќе сака природно да искреира позитивен ефект. Ако човекот е тажен, тој не може да искреира позитивен ефект. Може да вие го сожалувате, да сочувствувате со него, но и тоа не е некој позитивен ефект. Тоа не значи дека он сака тоа да го добие од нас. Може човекот си тажи во себе, може би едноставно е тажен па сака да искомуницира човечки, сето тоа е нормално. Но сакам да кажам, и тогаш не може да се искрира позитивен ефект. Но како паѓа енергијата, како паѓа емоцијата? Ова е интересно и објаснето во оваа книга што ја спомнувам често, Дианетика од филозофот Хабард, каде што зборува дека умот снима меморија од позитивните работи и од негативните работи. Тие негативни работи и трауми кои што се снимени во нашиот ум оставаат белег врз нас, оставаат белег врз човекот. И кога човекот има снимено многу такви негативни мемории,
Она што се случува, тие негативни мемории зачуруваат дел од неговата позитивна енергија. Значи, ако имаме човек кој што е роден со 1000 единици позитивна енергија, измислувам пример, 1000 единици, 500, 600, 100, не е важно, измислена бројка е. Ако имате човек кој што е роден со 1000 единици животна сила или позитивна енергија, текот на животот си носи даноци. И он зборува дека тоа се моменти на физички трауми и психички трауми, кои што носат загуби, односно загубите, па и физичката болка е загуба на клетки, загуба на едно друго, кога ќе се удрите, нели, имате некој тип на загуби исто така на клетки, но станува збор за загуби исто така на, не дај Боже, не знам, кучето умрело или се разболело кучето, не умрело, некој тип на психички трауми или некој постар човек умрел или му раскинала девојката. Гледате, развод. Тоа се трауми и тие трауми крадат дел од животната сила. Ви се случило некого да видите како после некоја загуба, после некој губиток му се менува животот. Може да создадат неколку губитоци да му се случат во животот и после тоа да настане пресвртница во неговиот живот на полошо. Поради тоа што се случува? Он бил на некој ниво на емоција, кој што било високо. Се случиле некои загуби, разочарување, што и да е. Он паднал на пониско емоционално ниво поради тие загуби и сега од тоа пониско емоционално ниво не се препознава себе си. Луѓето ќе речат, абе не сум ја ова ја. Почна обично да е во страв или почна да чувствува некоја можеби негативна емоција или е тажен или е несигурен, вика, ама ја не сум ова. Не си ти тоа, поради тоа што ти не си таа енергија. Ти се знаеш себе си со тој повисок квантитет на енергија кој што си го имал пред да се случат дадени ситуации во твојот живот. Но како се случуваат тие трауми во животот на луѓето, од разочарувања, стресни ситуации, физички болни, психички болни и така натаму, тие крадат дел од животната сила на индивидуата. И индивидуата се не оперира од повисоко ниво. Гледате, не е он веќе на расположеност, на ентузијазам, на некој тип на среќна емоција, сега може би е на страв. И сега кога е на страв, он е со понизок квантитет на енергија. Сега кога е на страв, каква комуникација ќе има човекот? Ќе има исплашена комуникација. Или некој ако е на љутина, каква комуникација ќе има? Ќе вика. И сега ќе речеме и негативно, но имат исто така и луѓе секако кои што се 90% денот позитивни, 10% викаат. Тоа е пак ќе речеме позитивен, така? Сепак ја има таа негативна енергија, таму е. Од тој реактивен, ама не предоминира врз него. Или имате некој човек кој што е грото од денот, весел, среќен, задоволен, има моменти кога е во страв. Повторно ја контролира до некој степен таа негативна енергија. Но што се случува како животот тече, може таа негативна енергија да почне да преовладува. И однаш имате човек кој што по цело време збори негативно, по цело време мисли негативно, цело време еманира некоја негативна комуникација од него, излага еманира, значи да излага од него, да истекува. И sa што се случува? Не дека е он негативен, комуникацијата му е негативна или постапките му се негативни. Емоцијата му е негативна, тоест квантитетот на неговата животна сила е намален. Видите колку едноставно е. И тоа е фактички го објаснува таа книга Диенетика. Фактички ја дава техниката како да ја вратите позитивната животна сила, како да се ослободите животната сила назад и да се вратите на повисока емоција. Зошто? Поради тоа што таа повисока емоција се има во себе. Храброст, позитивна комуникација, идеи, цели, насмевка, поддршка на другите луѓе. Таа позитивна енергија природно го има тоа. Исто како што и природно негативната енергија има стравови, таги, карања, разочарувања, секое мало нешто ќе го разочара човекот. Зошто? Затоа што е ниско по емоционалната скала. Би текно сум зборал за таа скала на емоции. Ако не сте ме гледале, може да видите на YouTube на Д.Р. Зарко Костик на каналот, ќе видите кога зборувам за скалата на емоции, исто таа скала од исто тој филозоф Хабард, и објаснува како фактички загубите, поразите во животот, разочарувањата не симнуваат на пониско и пониско емоционално ниво и како повторно се вратиме назад. Но гледайте, сакам да го искористите ова се што го кажувам за да го разберете човекот. Имате некој човек кој што е устрав. Имате можеби татко ти кој што цело време се плаши за тебе или мајка ти цело време се плаши за тебе. Не е дека ти мисли негативно, обично, не е дека мисли негативно, се не ја знам таа жена или тој човек, ама обично не мислат луѓево, обично зборам негативно, тенденциозно или намерно, него таква има емоцијата. Дојдени се на тоа ниво. Низ призма на таа емоција го гледаат светот. И кога човекот ќе клапне со емоцијата и со животната сила на пониско ниво,
ти не можеш да очекуваш он да дојде со тебе у Африка на одмор. Поради тоа што човекот ја нема таа енергија, нема храброст, да се вика кај ќе идам у Африка, сега треба да идам со авион, па треба ваму да идам, треба онаму да идам. Не може затоа што ја нема животната сила. Што е храброста? Животна сила. Кога луѓето се помлади, зашто се храбри? Затоа што имаат квантитет на животна сила, која што природно само по себе им дава само доверба дека со тој квантитет кој што тој го чувствува, ќе ги совлада сите препреки кои што му се наоѓаат на патот. Ама кога имаш човек кој што има загубено таа животна сила, кога имаш човек кој што има загубено таа животна енергија, тој чувствува дека нема квантитет на енергија неопходен да ги надмине сите тие препреки кои што на патот до целта се ги има. И поради тоа почнува да наоѓа оправдание. Зошто? Па поради тоа што знае дека не може. Сега се звучи тоа помудро, а не дека он замисли рече: слушај, синко, немам доволно квантитет на животна сила, поради тоа што за време на животот преку разни капки од кои што за кои што пола се ти одговорен, со шал. Ми имаш симното животната сила и заради тоа сега не можам да со тебе на патувањето или на сафари у Африка. Татко ги рече шо мудра мисла, каже стварно ќе е мудра. Значи синко, не идам со тебе на сафари у Африка поради тоа што во животот ми се има случајно такви ситуации да животната сила, животот ми ја зема и тие се зачурени во мојот реактивен ум. И поради тоа што се зачурени во реактивниот ум и се преобразени во негативна емоција, ја не се чувствувам доволно компетентен и сигурен да тргнам на пат со тебе да идеме на сафари во Африка. Тоа е буквално што човеков треба да каже, зашто точно тоа се случува. Ама он што вика: абе, моето помина, идете вие. Он со еден збор ти го кажува се тоа, јас се го срочив у големава реченица. Абе, помина нашето време, а он 60 години има, не дека поминало неговото. Помина нашето време, вашето време доаѓа, кај сега ние новија години ќе идеме негде. Сега, кај новија години ќе идеме негде, подобро да се каже кај со ова падната животна енергија планираш ти и ја да отидам некаде кога се сомневам дека и до Маврово да отидам ќе стигнам како што треба. Гледате, тоа е поентата на ова што се случува во животите на луѓето. Кога тој квантитет на животна сила ќе падне, тогаш човекот чувствува природно дека не може да се соочи со разни предизвици и она што се случува почнува да бива заинтересиран и го интересираат повеќе препреките, а затоа што не може да се признае дека не може да ги надмие препреките, он почнува да наоѓа изговори дека е поради ваквото време, дека е поради наквото време, дека е поради... И не викам дека не треба да ги паратите превентивните мерки, особено за вакви високи температури, да се седите дома ако не сте како што треба, а и да сте како што треба, ако е многу топло, боле бидете на поладно. Не ми е тоа поента, него сакам да кажам, човекот губи енергија и кога ќе губи енергија, затоа е, не ми се јавуваш ти цела недела. Месец дена не си кренала телефон. Еве неколку дена те нема да ми се јавиш, ме заборави, мајка ти ја заборави. Шо све не направив за тебе, ама ти мене ме заборави. Глеј, и целата идеја е, ако човекот е во таа ниска енергија, ќе има даден тип на комуникација, ама тоа е поради енергијата. Не дека на некој начин ти си изгрешила затоа што не си се јавила на мајка ти, баба ти, тетка ти, кој да е. Се не дека тетка ти или баба ти не може да викне да ти се јави тебе, ама енергијата е таква да... не ви текно е, бе, деца, да ми се јавите. Ме заборавите. Сега, од таа емоција, и не дека треба да ги заборавиме, треба да им се јавиме на повозрастните, затоа што комуникацијата е убавена и, фала Богу, даде толку многу за нас, они ние треба да им вратиме. Апсолутно се согласувам. Него сакам да кажам, манифестацијата на комуникацијата. Ме разбирате? Значи, кога човекот има таква емоција, која што е пониско и пониско и пониско и пониско и пониско ниво, заради тоа доаѓа таква комуникација. Кога имаш некој човек кој што е љут, така, он не може да рече, слушај, ја моментално чувствувам љутина и омраза, која што како емоција во себе има само деструктивни ефекти. Поради тоа те критикувам, поради тоа те псуем, поради тоа ти наоѓам негативни карактеристики и мани, поради тоа што уствари јас сум негативен и затоа тие работи ги проектирам ке тебе, поради тоа што не можам ништо добро да видам и ништо добро не сум видел последните 2 години, поради тоа што имам емоција на љутина и поради тоа што таа емоција на љутина уствари бара од мене да ја соочам и да се соочам со моите ситуации во мојот живот со кои што јас сум сгрешил, затоа и сум многу често љут, заради тоа не можам да ти кажам ништо убаво. Он не ти го кажува тоа е вистината. Он ти вика, ма марш бре у,
Сега ти па се чудиш, си кажеш, леле, да не сгрешив нешто. Наместо да речеш, чекај, ова е манифестација на неговата енергија, тој има љутина, поради тоа што веројатно тој нешто утнал, поради тоа што тој нешто не завршил како што треба, му се реактивирало нешто од неговиот реактивен ум, и сега тој се љут на сам себе, а ти мислиш дека тој те е љут на тебе. Заради тоа памет у глава луѓе, поради тоа што дадената емоција има дадена манифестација на комуникација, на љубов, тоест нељубов, зашто љутина не може да изрази љубов. Имаш некој што ти е огорчен, тој не може да ти изрази љубов, тој само може да ти изрази критика, да ти изрази дека не те бива, дека нешто си е утнал работата, дека нешто си сгрешил и така натаму. Внимавајте само да ја гледате емоцијата. И сакам да ве научам дадени карактеристики, дадени работи поврзани со емоцијата. И поради тоа ќе зборам за ова и во петок, малку повеќе, но денеска сакам само да ви дадам еден тип на сугестија и идеја. Кога некој е лош, негативен, ваков, онаков кон вас, погледнија емоцијата. Сватија дека е таква. Во огромен број на случаеви, не 100%, во огромен број на случаеви, ние не сме предизвик или причина за таква емоција, може да сме мал поттик за тоа, но тоа тлеело таму и ти поради било што си направил, било која мала минорна грешка у наводници за него, голема, за тебе не се ни приметил, гледате, едноставно, не мислиш на ова и на ова. А ти, тоа е детаљ, некоја ситница, он мисли само на тоа зашто нема на што да мисли. Ти мислиш бре на поголеми работи, ти мислиш на идеали, на цели, и сега ти немаш време да мислиш дал капачево од ова, или не знам, дал пастата за зъби си ја ставил надоле со капачето или си ја оставил. Сега он нема зашо да мисли друго, сега мисли зашто ти пастата за зъби со капачево не си ја ставил превртена, поради тоа што нема големи цели, нема големи игра, нема големи амбиции, сега проблемот ке е капачево. Гледате, здраворазумноста секогаш наоѓа решение. Нездраворазумноста бара проблеми кај што ги нема. Кога човекот има негативна енергија, негативната енергија наоѓа проблеми од ништо. Позитивната енергија е насочена кон решенија. Негативната енергија и нездраворазумноста, за жал, е насочена кон проблеми. Но ајде да бидеме луѓе кои што ќе наоѓаат решенија. Решение за подобра комуникација, како се разберете повеќе со луѓе, во петок продолжуваме на истава тема. Ви благодарам, идам сега да работам поради тоа што ќе имам консултација. Ако сакате да закажете консултација, помолам, јавете ми се 078261771. Работам иако сум во Атина моментално неколку дена. Имам онлайн часови, така да продолжувам со работа, побарите ме. Ви посакувам убава вечер и се гледаме повторно за кратко, за 2 дена. Чао, чао!